Добар ден, почитувани гледачи. Само за вас уште една тема ставаме под лупа. Ке зборуваме за кариерното советување, а моја денешна гостинка е госпоѓа Марија Ковачевска, ВД директор на Средното училиште Нико Нестор. Добре дојдовте во ТВМ и Охрид. Добро ве најдов. Госпоѓо Ковачевска, покрај тоа што сте директор на ова средно стручно училиште, вие се занимавате со уште една многу интересна, не би рекла професија, туку една преокупација. Вие имате меѓународен сертификат за кариерно советување. Хајде на самиот почеток на емисијата, за гледачите на емисијата Под лупа, што тоа всушност значи? Значи, самиот сертификат ни дава можност да работиме како кариерни советници, меѓународно признати, значи кариерни советници, и да реализираме советувања за различни групи на граѓани. Секој, нели, според своите потреби, тргнувајќи од тоа дека може да се работи со дечиња од основните образование, од средното образование, со деца што се пред запишување на факултет, со луѓе кои што бараат работа, со вработени кои што сакаат да променат професијата или работното место, со луѓе кои што се пред пензионирање или веќе се пензионирале, значи со различни групи на граѓани кои што во моментот имаат потреба да направат некаков исчекор во својот кариерен развој. Так. Сега сме во еден така специфичен период кога се носат многу животни одлуки кај многу луѓе. Еве, завршуваат основците, па треба да се запишуваат во средните училишта, завршуваат и матурантите, треба да го продолжуваат своето образование на високите школи. Сигурно има некои кои што дипломираат во овој период, па ќе бараат работа. Многу е важно како ќе се насочиме и каде ќе се усмериме за потоа во животот да имаме успех во нашата кариера. Како тоа граѓаните може да го направат, каде може да се обратат, каде да ве најдат, како ќе ги советувате? Значи, секој нешто кој што има потреба на било кој начин од кариерно советување може да се обрати до мене, ќе оставиме ако има потреба од број. Работата е во тоа што најнапред, значи, треба да се размислува за тоа, дека тоа се теми кои што се многу значени за животот на човекот. Еден период во кој што донесуваат одлуки со кои што целиот свој живот ќе треба да се носат. Значи, и за тоа се одлуки кои што не треба да се донесуваат избрзано и не треба никогаш да се целосно или одлука на детето или одлука на родителот. Има многу влијанија на кои што треба да се внимава при донесувањето на одлуката за идно занимање, за иден професионален развој, иден кариерен развој. Сега тоа кариерно советување, предпоставувам, не може да се направи само со една средба со вас и вие да ги посоветувате што понатаму да прават во животот. Треба сигурно да има некаква обсервација предходна, некаква сондажа да се направи, да се види кои се афинитетите на, еве конкретно да земеме пример, основците, каде би се насочиле понатаму во средно или на средношколците понатаму во високите образовни институции, за навистина да се направи вистинскиот избор. Колку време треба да се пратат, на каков начин тоа се прави, дали имаме некакви посебни тестирања или што друго се применува? Значи, самиот процес не можеме да кажеме дали ќе трае месец, два, три, значи многу зависи од проблематиката за која што се работи и од секако од индивидуата со која што се работи. Меѓутоа, самиот процес се збира од различни методи и техники кои што во еден склоп, значи, онака редоследно се изведуваат во процесот на советување, кои што на индивидуата ќе овозможат самостојно да донесе одлука. Значи, многу е погрешно ако се мисли дека советникот е тој кој што на крај ќе му каже на клиентот дека да, ти си одличен за таа и таа професија. Не. Советникот е тој кој што треба клиентот да го води целосно низ процесот, низ кој што тој ќе се осознае себе си, ќе ги истражи сите своји вештини, интереси, се она што
како слика за себе може да го створи и еден процес во кој што ќе му овозможи да дојде до информации за занимањата за кои што навистина го интересираат, истражување за образовните можности, значи каде се може да стекне образование за занимањето кое што го интересира, какви се можностите за вработување во моментот за тоа занимање, со тоа што, значи, кога целиот тој процес би се завршил на крајот, клиентот ќе биде доволно свесен за сите работи за сам да може да си донесе одлука. Никогаш одлуката не ја носи советникот или не посочува да, тоа е одлично за тебе и ти таму ќе бидеш супер. Тоа мора да биде советникот советува и води низ процесот на кариерно советување и пронаоѓање на. Сега, ова што претходно го кажувате, во некои поразвиени земји, европски па и во светот, се применува во самиот процес на образование. Значи, децата од најмали нозе се следат нивните афинитети, кој за што е надарен, на кого што му лежи, каде би можел најдобри резултати да даде и потоа се насочуваат токму на тие насоки, да се образуваат и да образуваат, затоа што на крајот на краиштата така ќе бидат најкорисни за себе, но и за општеството. Кај нас тоа не е случај, еве се прави вака, значи индивидуално, но не системски. Да. Како тоа функционира кај нас, еве во Охридско-Струшкиот регион, па и на ниво на државата, ваквиот систем? Системски се уште не целосно, да речам, доразвиен, но меѓутоа е добро што веќе Министерството за образование ги прави првите чекори на ова поле во соработка со Агенцијата за вработување, кој што се агенцијата го држи оној дел каде што се работи на професионалната ориентација на дечињата, а Министерството за образование преку проектот за ние тоа го викам мрежа на стекнување на вештини за вработливост кај младите, веќе во средните училишта внесува новини во кариерното советување и оспособени се еден поголем број на советници, кариерни советници, кои што во кариерните центри во училиштата почнуваат да работат. Ние како членови, значи советници што сме за кариерните советници во Република Македонија, имаме своја асоциација и нашата асоциација баш беше ангажирана за да ги обучува советниците во средните училишта. Сега, влезот е тежок како и секој нов почеток. Меѓутоа е добро што се прават првите чекори заради тоа што веќе се почувствува потребата дека такво нешто е потребно во образованието. Многу често слушаме дека имаме преголема невработеност, дека немаме значи понуда на работни места на пазарот на трудот и дека луѓето не знаат што со себе од кога ќе завршат со некакво образование, но можеби можат нешто да си направат за себе доколку навистина правилно бидат насочени, знаат каде и како да побарат работа. Да, во секој случај. Значи, ние малку имаме некој дисбаланс, значи, во државата. Кога би погледнале статистиката на Агенцијата за вработување, ќе видиме дека работни места слободни има. Меѓутоа, за многу работни места кои што се слободни, немаме соодветен кадар. Од друга страна, во некои од занимањата имаме толку голем број на луѓе кои што завршиле, што со години се чека за вработување. Тоа сето нормално произлегува недоволната информираност на граѓанството воопшто за тоа што е во моментов потребно. И што би му нудела некоја идна професија. Многу малку од децата уште кога се запишуваат во средно образование знаат што вистина запишале. Многу малку, а уште помалку пак знаат што е тоа што ќе работат кога би го завршиле тоа училиште. Голем дел од оние кои што јас ги познавам, еве јас сум сега во еден таков преоден период, бидејќи мојот син завршува основно, ќе треба во средно да се насочува, одбираат значи некое општо средно, нешто или некое општо средно училиште кој што не е насочено а напротив добро би било уште од средно да се насочиш доколку имаш афинитети за понатаму конкретно некоја професија во животот да работиш, затоа што ако одиш на некое општо училиште
повеќе губење на време отколку стекнување на некое знаење, затоа што сите знаења се општи, а не конкретни. Да, па во принцип кога децата го прават тој преод, да речеме од основно во средно образование, многу често се водат по тоа што е моментално популарно. Каде се најпопуларните дечиња од градот запишани. Значи, каде ќе бидат моите другарчиња. Влијанието на родителите, татко ми е, да речеме, адвокат, доктор, ќе бидам и јас адвокат, доктор. Смислата е во тоа што во такви случаи и дечињата добиваат поддршка од родителите во тоа што сакаат да го запишат и да се школуваат. Меѓутоа, многу малку, значи мал процент се внимава дали вистина афинитетите на детенцето се такви за да продолжи во струката. Вистина е дека ако родителот е, да речам, ако детето го продолжи на некој начин професијата од својот родител, вистина е дека ќе има голема помош. Но дали тоа вистина и него ќе му прави задоволство, како што прави задоволство кај неговиот родител? Па да, имаме голем број случаи фамилиарни професии од колено на колено што се пренесуваат. Некаде оправдано, ама некаде не. Да. Секако. И заради тоа, точно кариерното советување дава можности, значи, дечињата да поминат низ еден процес на самоспознавање. Најпрво се почнува со процес на создавање на визија, каде што тие за прв пат отворено почнуваат да зборуваат што на вистина сакаат да бидат, каде се гледаат после одреден број на години, каде сакаат да работат, како ќе продолжат својата кариера, а после тоа се преминува на фазата на самоспознавање, каде што решаваат стандардизирани тестови кои што на некој начин им помагаат во целост да се откријат себе си, значи своите интереси, своите вредности, вештините кои што ги поседуваат и добиваат една слика за себе си, која што откако целосно ќе ја прочитаат, гледаат дека да, тоа на вистина сум јас. И тоа е првиот оној импулс што кај нив буди дека вистина сакам ова советување да го завршам до крај, затоа што веќе се пронаоѓаат себе си на некој начин. Сега, како може тоа да го спроведа? Знам дека во вашето училиште, благодарение на тоа што вие сте инволвирана во ова, проведовте една програма која што течи континуирано во училиштето, но во другите училишта нема такви програми. Инцидентно, ако некој побарал некаков совет или некое советување од вас го добил, но пак ќе речам, програми спроведени во другите училишта нема. Програми нема, меѓутоа за сите стручни училишта кои што се заинтересирани да има еден ваков влез, да речам, влез на ваква програма во училиштата, веќе е изготвена програма која што е одобрена од Центарот за стручно образование. Ние сме како автори од нашето училиште и програмата е одобрена од Центарот и јас верувам дека ако на било кој начин училиштето е заинтересирано да почне со работа на ваква програма, ќе биде истата одобрена за реализација и во нивното училиште без никаков проблем. Сега е само проблемот во тоа што наставниците кои што ќе водат програмата мора да го поминат процесот на кариерно советување. Тоа може на два начини. Значи, еве јас сум оптимист и верувам дека во наредната фаза од проектот за вештини за вработливост кај младите, дека ќе бидеме внесени и Охрид и Струга како општини во таа втора фаза од проектот и дека ќе почнат да функционираат кариерните центри во нашите средни училишта. Меѓутоа, не можем да кажем кој ќе биде интензитетот сега на почеток и колкава ќе биде заинтересираноста од општо од училиштата кај нас за воведување на една ваква програма. А колкав е интересот на индивидуалци кога станува збор за кариерно советување? Еве во Охрид и во Струга. Да. Колку овде искрено се уште овде искрено се уште малку и сознание има за тоа дека постои тука таков некаков човек, значи јас како индивидуум е многу тешко да покриваме на ваква популација нели во градовиве. Меѓутоа јас верувам дека ако почне било каква соработка помеѓу
Агенцијата за вработување во Охрид, општината со поддршка на општината. Значи може да се направи еден круг кај што најпрво ќе се промовира сето ова, ќе се увиди колкава е потребата моментална од едно вакво советување кариерно кај младите и очекувам дека ќе има интерес. Очекувам заради тоа што во изминатиот период сегде каде што е имплементирано, поготово Скопје, значи Скопје моментално е еден ударен, да речам, ударен град каде што кариерното советување зема голем замав, баш заради потребата на луѓето кои што се соочиле со тоа дека за да дојдат до работно место мора да се добро подготвени, мора да, кога ќе излезат на интервју за работа, вистински да го покажат тоа што го знаат и да остават впечаток. Кога ќе почнат да работат во оние 3-4 месеци пробен период, вистина да се покажат и да се докажат. Значи, веќе станува збор за еден процес кај што тие чувствуваат дека мора да покажат што знаат и што умеат за да го задржат работното место. Овде кај нас, значи се уште ќе речам, се уште не до тој степен развиено, може би. И заради тоа што ние колку средина е нашиот град, уште функционираат работите на пријателска основа и на се уште на тој степен, значи не сме во ситуација да бараме од секого интервју, па одиме на докажување, па главно се водиме на тоа дека имаме своји луѓе и некако сите на тоа гледаат повеќе оптимистички отколку на тоа дека треба вистински да се покаже. Имате направено една интересна шема како тече, значи од најмали нозе кариерниот развој на еден човек. Баш би сакала сега да ни ја презентирате овде за гледачите на ТВМ. Сите ќе се пронајдеме во оваа шема. Да. Но вистина е значи тоа така. Да, па шемата започнува негде да речеме од најмала возраст, па негде до 10 години, кога дечињата ни се во она фаза на фантазија. Значи, детенце до 10 години било кое да го прашате што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, тоа секогаш има да каже што сака да биде и тоа го зборува со одушевување и со задоволство. Како почнува, значи, влезот во училиште, создавањето на наоѓањето до нови сознанија, веќе е период во кој што се будат поинакви интереси кај децата, веќе почнуваат значи, може би на од таа некој 10-та година би било најидеално во училиштата веќе да се врши сериозна обсервација на децата, зашто се за тоа што се предодредени и какви кои се афинитетите. Нивните афинитети. Првиот избор, значи, привлез од основно во средно образование, тоа е прв период на транзиција кој што кога за прв пат треба да донесат важна одлука. После тоа во, да речеме, периодот негде од 15-тата, 16-тата година се веќе некаков дел каде што добиваат повеќе информации за профилите, занимањата и го прават на некој начин својот избор. Па се негде до 20, од 19-та до 24-та година станува збор, значи, за период во кој што образовно се надоградуваат, завршуваат или средно училиште и почнуваат да бараат работа, или се во период кога се продолжуваат со студирање, се запишуваат на факултет и тоа е исто еден дел, значи, од голем, кој што ние го викаме на критична точка или вториот поголем период транзиционен кај секоја личност или период на голема промена. После тоа од 25-та до негде 42-та година се смета дека е период во кој што личноста се наоѓа себе си и веќе го гради својот животен модел, веќе се вработува, почнува да работи, се наоѓа во просторот во кој што работи и во кој што живее и така натаму. И 43-та до 56-та година е веќе процес на одржување. Значи, ајде ова што го имам, да го одржам, да не ја изгубам работата, да ми биде фино, така, нека има платата, нека иде во месецот и така натаму.
кога веќе негде од 57-та до 63-та година е оној период што го викаме на попуштање или подготовка пред пензионирање, кога многу повеќе веќе се свртуваме кон тоа што ни е хоби, кон тоа што вистински ни прави задоволство, кон семејството, така некои навики со многу понамален ангажман. Меѓутоа, со пензионирањето не завршува кариерниот развој на индивидуата, баш напротив, значи за прв пат луѓето доаѓаат до една ситуација кога навистина слободно можат да го прават тоа што навистина го сакаат. Меѓутоа, тоа е еден период во кој што луѓето многу различно реагираат. Значи имаме индивидуалци кои што после пензионирањето едноставно се затвараат дома и како да се чувствуваат дека веќе се непотребни надвор. Меѓутоа, оние кои што после пензионирањето навистина си го пронашле она што им прави задоволство, нивниот за се она што немале време претходно, сега да го направат. Да го направат. Така. И околу, да речам, еден исто критичен период за сите тие дечиња што тргнуваат во прво оделение. Значи, секогаш тој период е исто така карактеристичен и за родителите и за децата. Голема промена. Но и тоа што се случува тука, кога, иако се мали дечињата, многу често јас стално го земам за пример математиката како предмет. Значи, ако детето и пред да тргне на училиште слуша постојано за тоа дека математиката е тешка и дека тоа кој знае колку треба да се учи, едноставно влегуваат во прво оделение со оној стереотип дека математиката е тешка и дека тоа е нешто што треба да се заборави, да се трне настрана, и така е кај најголем процент од дечињата. Тука е многу важна улогата на наставникот кој што ќе ги земе во прво оделение тие дечиња. Тоа е тоа што кај нив треба да разбуди интерес за предметот, да им покаже дека математиката не е баук, туку е нешто што навистина може да се научи, да се совлада и на многу интересен начин и да биде навистина убаво, нели? Со тоа што ќе им овозможи да го разбијат оној стереотип кој што им бил наметнат, можеби од некој што без никаков интерес за математика, така нели влегол. И тоа е, затоа ќе речам дека е тука периодот многу важен, многу важна улогата на самиот наставник во тој период. Исто во влезот во средно образование, кога учениците ќе се одлучат што да запишат, а одлуката била погрешна, влезот во средното образование за нив представува еден вид на страв каде што така некоја бариера почнува да се поставува. И иако бил можеби многу креативен, а се запишал во училиште кое што не нуди некоја поголема креативност, нели, строго учење на одредени работи, ја губи мотивацијата. И она што го имал како афинитет, како желба, го губи во текот на средното образование. И заради тоа е многу важно да се направи правилен избор. За се во животот е многу значајно да се направи правилниот избор. Јас мислам дека правилно ја одбравме темата и ги заинтересиравме гледачите, но малку сега пауза за реклами, па потоа продолжуваме со разговорот. Господја Ковачевска, ние продолжуваме со разговорот, зборуваме на тема кариерно советување, за сите оние што подоцна се вклучија во нашата емисија и ја следат нашата програма. Значи, рековме, многу е важен изборот и во средното образование и понатаму во високото образование, и сега кога сето тоа ќе заврши, веќе очекуваме вработување.
Сега како да го направиме вистинскиот избор, затоа што и вработувањето е многу еден важен и критичен момент во нашиот живот, бидејќи многу е важно каква работа ќе избереме, и од материјален аспект, но и од се она што не исполнува. Да, што прави задоволство. Дали сме задоволни од работата која што ја работиме, затоа што само ако сме задоволни можеме да го дадеме тука максимумот. Да. Како да побараме работа, не можеме, еве сега актуелно е она активно барање работа, но не можеме да чукнеме на секоја врата. Да, значи, баш така, активното барање на работа не подразбира да чукаме на секоја врата. Активното барање на работа подразбира, повторно ќе речеме, еден вид на процес низ кој што секоја индивидуа треба да помине со тоа што ќе дојде до голем број на информации. Информации за фирмите во кои што сака да работи. Информации за тоа какви лица и со какво занимање на фирмата во моментот ти се потребни. Треба да направи повторно истражување на самиот себе, колку е тој соодветен за да биде дел од таа фирма во која што треба да влезе. Постојано следење, исто активното барање на работа подразбира постојано следење на сите огласи, страници каде што се нудат практикантска работа, волонтерска работа, следење на се она што Агенцијата за вработување постојано го нуди. Значи, активност во смисла на тоа да постојано има пред себе еден огромен куп на информации. Со тоа што во моментот кога ќе ја најде информацијата која што за него би била најсоодветна, седнува и се подготвува за да се понуди себе си пред работодавецот кој што има потреба од таков кадар. Влезот таму не треба да биде случаен. Значи само влегувам и ќе кажаме, знаете што, јас сум тој и тој, ми треба работа. Значи кога ќе настапи, мора да остави впечаток дека е човек што сака да работи, дека во фирмата може да придонесе. Треба да остави впечаток дека вистина на фирмата тој е потребен. Работодавецот да биде свесен дека му треба таков човек за да го задржи. И исто така, оној пробен период на практикантство, период на волонтирање во работните организации кои сега се нуди во многу голем број на фирми низ Македонија, меѓутоа се уште кај нас недоволно популаризирано дека волонтерската работа е нешто што на голем број лица им донесе вработување. Кога ќе влезат во фирма, оној дел од практикантската работа кој што работат треба да скористат максимално за да ги покажат своите вештини, знаења, способности. Ќе бидат следени во тој период, ако остават впечаток добар, голем број од нив остануваат на работните места, за кои што дошле како волонтери. Побарал ли некој од вас совет како да се вработи? Во период, да речам, тоа е негде минатата година, работев баш со две клиентки ги имав од Охрид, кои што имаја завршено факултет и бара вработување. Тие тогаш во тој момент ми се чини дека следеа некакви обуки за отварање на мали бизниси, предприемништво и така, па некако се поврзавме, завршивме еден дел. За едното девојче знам дека сега е вработено, за другото немав информација, меѓутоа поминавме низ еден процес во кој што и јас и тие најдовме така некој Што ги советувавте вака? Некој, значи баш тоа, конкретно. Како да се подготват за првиот влез кога ќе побараат работа, како да го направат своето CV, значи кога зборуваме за CV, било кој да отвори на интернет ќе најде еден куп информации за тоа како се прави CV. Меѓутоа, CV-то секогаш треба да ја отсликува вистинската слика на индивидуата. Личноста, да. Да.
Тоа што ние во CV-то можеме да напишеме било што. Ама тоа не е она што викаме ние копирај, copy-paste, нели, CV, туку кога што е она вистинито во CV-то се открива дури во моментот кога ќе дојдеме пред работодавецот. Работодавците кои што имаат искуство во изнаоѓање, значи работат во избор на работа со човечки ресурси, имаат големо искуство во тоа да препознаат кај личноста дали тоа што го збори е вистина, дали е лага. Прашањата се толку проникливи, да речам, влегува во секоја ситница и така да тука мора да има безпрекорна искреност. А добро CV и искрено CV може да се направи само ако се гради личноста, ако вложува во самата себе. Да. Сега, што е со оние личности кои што завршиле некакво образование, дали средно, може би високо, но долги години не нашле вработување поради X причини, може би не нашле соодветно или имале некакви други причини, може би не побарале и сега после некој одреден период сакаат да барат работа. Еве конкретно некоја домакинка мајка 5-10 години била без работа, сега веќе чувства потреба да побара работа, но нема храброст. Значи, незината доверба е веќе нарушена и она што го учела може би малку подзаборавено и не е сигурна во себе. Како да таа настапи на пазарот за труд, како да се понуди? Да се понуди. Знаете како, значи, ние не можеме да ја затвориме на некој начин, да изолираме ситуација во која што ја имаме моментално. Дека тешко се доаѓа до вработување, се доаѓа. Меѓутоа, оној што седи дома и ништо не пробал, сигурно нема ни да ја најде работата. Ништо не гарантира дека и ако оди да бара, дека сигурно ќе ја најде. Меѓутоа, седењето дома сигурно нема да му донесе работа. Кога станува збор, еве баш конкретно за еден ваков случај, мајка која што, да речеме, 5-10 години се посветила на куќата, домаќинка, така, ги чувала децата, посветеност кон фамилијата, кон семејството. Кога за прв пат би настапила пред работодавец, она верувам дека првото би било, знаете како, јас никогаш не сум била вработена, немам никакво искуство. Што кај работодавецот нормално е одма нешто што ќе се прешкрта. Меѓутоа, кога таа би настапила со вештините кои што ги градела за тие 10 години, иако како родител таа, посветена на фамилијата, не била вработена, за сите тие години градела, ние во кариерното советување ги нарекуваме меки вештини, кои што може да ги искористи на многу други работни места. Целосно организирала случувањата во фамилијата, така, биле незино. Живееле со една плата, да речеме, од сопруго, значи добро работела со финансиите, така. Посветена на децата, точно знаела кој е во кое време, каде да го однесе, да го земе, да го испланира времето, да има време да направи ручек, да ја дочека фамилијата. Значи, една одлична организација на се што се случува и на сето тоа да биде плюс и расположена и да ја мотивира фамилијата да ја биде убаво. Значи, ако тие вештини што ги градела во тој период може да ги испрезентира како вештина која што и на фирмата би донела нешто позитивно, верувам дека ќе остави впечаток. Барем да биде видена во одреден период, како ќе се снаоѓа. Значи, малку похрабро и со поголема самодоверба. Да, само поголема самодоверба и на вистинското место да се покаже она што вистина го поседува. Така. Сега од кога веќе ќе се вработиме во некоја фирма, организација или што и да е, секој, предпоставувам, би сакал да гради некаква кариера. Може би некој има поголеми амбиции, некој помали, но сепак секој би сакал да напредува на своето работно место. Како тоа да се направи? Дали тука можете исто да ги посоветувате веќе вработените, како да градат понатаму својата кариера во фирмата во која што веќе се? Лично, значи, немам искуство во
во тоа поле со некој кој што напредувал или променил професија, занимање, се префрлил од едно на друго работно место. Меѓутоа, ние во Асоциацијата на советници некако работиме секторски, јас сум повеќе насочена кон работата со средношколците и студентите. Меѓутоа, имаме групи на советници кои што работа, значи вработени се во големи фирми, во Еван, во Тихом, Тимом, така работат и имаат навистина големо искуство во делот на менаџирање со човечки ресурси и тие веќе работат на полето на развој на кариера на своите вработени. Значи, предпоставам, ги анализираат, ги обсервираат и гледаат кои какви вешти или способности има, па ги насочуваат во кој им се распоредуваат работните задачи, според способностите, според она што рековте, се следат и гледаат во кое поле најмногу се снаоѓаат, па се во тој дел им се нудат, значи и насочуваат и се пуштаат на одреден број на обуки да ги завршат. Со што им овозможува, значи да напредуваат во полето во кое што биле А доколку немаме таков кариерен советник во фирмата и сакаме ние како индивидуалец да се посоветуваме. Во секој случај, значи, може да се дојде до такво нешто. Страницата на Асоциацијата за кариерни советници може во секој момент, значи, да ја најдат на интернет. Имаме центар за кариера во Скопје, во општина Газивова, кај што постојано се организираат обуки на различни теми. Јас сега да речам во моментот додека бев наставник во училиштето, 15 години сум таму, додека бев наставник бев некако повеќе свртена кон кариерниот развој на учениците и заради тоа беа и тие програми и се влезот на кариерното советување во училиштата. А сега како директор, значи веќе имам и една друга цел, како да напредуваат моите вработени, значи вработените во колегите мои во училиштето. Организиравме неколку обуки на теми кои што сметаме дека им се во моментов потребни. Исто така добивме грант од Националната агенција за европски образовни програми, со кои што 8 наши наставници реализира обуки во странство. 4 од нив беа на еднонеделни обуки во Англија и 4 во Шпанија. Целта на овие обуки беше повторно нешто што е моментално тренд во образованието, а тоа е поврзување на стручното образование со пазарот на труд. Точно, значи, во делот каква е улогата на наставникот и што е тоа што наставникот треба да го направи за да го подготви ученикот да влезе на пазарот на труд, а од друга страна како да му овозможи кога ќе влезе во работните организации да покаже вистина способности и да ги исцрпи сите оние знаења, нели, кои што фирмата и вработените од фирмата може да му ги понудат во времето додека е се уште ученик. Веруваме дека е тоа нешто што во наредниот период во Македонија навистина ќе се пропагира и ќе земе замав, баш поради сите оние потреби кои што збориме денес, дека имаме многу на некој начин неповрзаност меѓу стручното образование и пазарот на трудот. Целосно сега се работи еве и на реформирање на наставните програми во кои што се збори веќе за многу поголем број на часови по практична настава кои што ќе бидат кои што обавезно ќе треба да се реализираат во работни организации. Какви се условите и односите во училиштето Нико Нестор? Дали сте задоволни од се она што и како е таму, како функционираат работите? Во принцип да, значи добро е што во училиштето има фина, да речам, атмосфера, онака расположени сме. Тие што беа некои несогласувања веќе се надмина, се изгладија и да, знаете како,
Во едно училиште кај што 1600 ученици и 160 вработени, и детската игра, да речеме, и детските замерки што се јавуваат помеѓу децата, во еден период кај нас беа представувани на многу друг начин. Значи, разликата меѓу Нико Нестор и останатите училишта регионално, да речеме, и во Републикава, се во тој дел што негде не е интересно за тоа што сите дечиња не дека не се случува, и таму се случуваат одредени така работи, меѓутоа никогаш не им се даваше таква конотација како што се даваше во Нико Нестор. Мислам дека тоа е период кој што е надминат и е за нас. Да. Така. Значи, посакувам сите кои што се заинтересирани да бидат навистина посоветувани како да се развиваат својата кариера, и посакувам секој човек да си го најде оној правиот, вистинскиот пат и во кариерата и во животот за негова лична среќа и за бенефит на општеството. Благодарам за учеството во Лупа и до некој наредно видување. Благодарам на поканата, се надевам дека гледачите се задоволни од денешниот разговор. Благодарам.